време и место предвидени за најновото издание на наша сцена. Добри ни дојдовте. И во оваа наша сцена сигурна сум дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание со бројните новитети кои што ќе ги предочиме токму за вас. Накратко ги имаме Христијан Божинов Кико, Медиум Бенд и Михајло Даниловски. Гледајте не. Ова издание на наша сцена ќе го започнеме со еден најнов видеопроект од страна на Борис и Билјана Димови заедно со групата Тон. Станува збор за песната "Заиграј со мене ти" во нивна изведба. Уживајте за почеток на оваа наша сцена. Otvori mi, zaigraj so mene ti i ljubov podari mi. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, sretni smeja si ti. Tajno me ljubiš, tajno te ljubam, zvezda si moja, ti najsvetla znam. Животот знаеш краток е, сите сме денес утрене. Ај, со мене ти заиграј, запеј, не плаши се. Животот знаеш краток е, сите сме денес утрене. Zvezda si moja, ti najsvetla znaj. Životot znaeš kratok je, site sme denes utrene. Aj, so mene ti zaigraj, zapej, ne plaši se. Životot znaeš kratok je, site sme denes utrene. Aj, so mene ti zaigraj, zapej, ne plaši se. Она што следно ќе го погледнете во наша сцена. Ќе кажам само тапан грми и погана.
Големите хитовски рефрени кои што Христијан Божинов Кико ги отпеа во склоп на групите каде што беше и член. Сега во овој период Кико настапува сам, односно гради соло кариера, а за брзо време го најавува и својот прв албум. Почитувани гледачи, денеска тука во Инпродукција посебно ми е драго што како гостин го имаме еден од најдобрите македонски вокали на македонската музичка сцена, Христијан Божинов Кико. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Поздрав до сите ваши гледачи. Поздрав до целата екипа тука. Благодарам на се. Така. Ајде да започнеме од тоа што е најново кај тебе на музички план, сега како се разбира. Па најново цела зима, значи се работеше на еден проект за моето ново CD, значи прво ново CD под моје име. Предходните беа со група Болеро, член бев на групата Болеро, и сега под моје име, така ќе биде CD-то, да, првенчето, точно така. Колку песни има на него и со кого се соработувавте за издавање на тоа прво? На CD-то ќе има, мислам дека 8 нови песни и како бонус, значи ќе ги ставиме старите хитови како Погана, како Тапан грми, ќе извлечеме нешто и од старото, па некаде ќе брои CD-то околу 13-14 песни. Значи 8 нови, а другите ќе бидат како бонус? Бонус, да. Чија е соработката на музички план во поглед на музика, текст, аранжман на песните нови? Значи, многу текстописци нема, така да одбрав некои талентирани текстописци што не се познати на јавноста. Имам 3-4 текста од Иле Илиев, од Струмица, од село Мокрино, познат на јавноста како Бубе Дупев. Имам 2-3 текста од госпоѓата Билјана Точева од Струмица. 2 текста се мислам мои, така нешто, и аранжманите повеќето се на Александар, кај што и ги снимав во продукција Ѓорѓевиќ. Аранжманите се повеќе негови, еден има на мојот бивш колега на Фимчо Костов од Болеро, еден аранжман, некои мои и така. Уште да откриеме на публиката за какви песни станува збор, љубовни, мислам, која е тематиката? Значи има љубовни теми, има секакви теми, значи има за Македонија, патриотско, да, има за печалбари, има за реканскиот крај, има за струмичкиот крај, има за сите, да, за сите краеви од Македонија. Да се само за мене, да ги љубам цела ног, дај ги твоите очи две, да се само за мене, да ми дадат сила мог преку ног. Мојта љубов не запира, како цвет што се полива, вивната ко букет црвена, која никогаш не обенува. Дај ги твоите очи две, да се само за мене, да ги љубам цела ног, дај ги твоите очи две, да се само за мене, да ми дадат сила мог преку ног.
prašaš da li imam zdiv, život od bez tebe mi je siv. Dojdi ko što događaš vo sni, ušnatavo moj te pregradki. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da gi ljubam cela noć, cela noć. Daj gi tvoj te oči dve, da se samo za mene, da mi dada sila mog preku noć. Daj gi tvojte oči dve, da se samo za mene, da gi ljubam cela noć, cela noć. Daj gi tvojte oči dve, da se samo za mene, da mi dada sila mog preku noć. Прекрасна музичка номера, одлични оценки еве од моја страна, првично слушнати. Пред малку кажа Кико, твои големи хитови наназад кои што ги остави во македонската музичка сцена, колку се тие барани еве пред публиката каде што настапуваш и дали некој ги препеа тие песни? Не се препеани, затоа што едната е авторска, другата е народна, но народна како приказна. Како аранжман спремена песна, таа беше погана, е спремена од целиот тим од мене и од групата Болеро. Препеани не се, како ковери ги има во живо по YouTube многу. По свадбите без тие песни, значи не може, мислам дека не може македонска свадба да помине без тие песни. Баран си насекаде, буквално низ цела Македонија, каде во овој момент настапуваш? Во овој момент, значи, овие 2-3 викенди правам пауза поради снимањето, да го поштедам гласот. После тоа, после великденските празници следуваат свадбени прослави, приватни журки некои и наскоро ќе има најава за една наша турнеја во Австралија. Значи, да, оваа година. Кого? Па ќе одиме како тим јас, Ферус Мустафов, Кинг и Ристе Ристевски, мислам дека го погодив името, од Охрид, победникот на Звездите на Грант. Нема да прашувам што очекувате, бидејќи од сега знам дека ќе направите бум. Ќе биде супер, и јас мислам така. Што во поглед на фестивалите кои што еве оваа година ќе ги има тука во нашата земја, дали си размислувал да настапиш? Значи во последните 7-8 години фестивалите искрено ги избегнувам, но мислам дека ќе се појавам оваа година на некој во следните фестивали. Наред е во Ландово, сега во мај, значи го вратија на старото. Пошто нема да сум во државата и нема да можем да настапам. Жал ми е, од таму сум, но нема да можем да настапам. Сплет на околности, значи обврски, сето тоа си го прави своето. Сосема за крај, каде може публиката да ве види сега во овој период, значи некое константно место за настап? Во овој период, значи, публиката не можем некое конкретно место да им кажем да не посетат, пошто претежно свирките се приватни, што ги свириме сега и што се наред, и после тоа, како што кажав, ќе има најава, одам на турнеја, едномесечна, после тоа се враќам и почнуваат свадбите тука во Македонија кај нас. Странците доаѓаат и тоа е тоа. Некои од песните нови кои што ќе се најдат на новото CD ќе добие видеозапис, можеби? Сигурно, значи сигурно во план сум на 3
или 4 песни ќе добијат видеозаписи. Гарантирано. Ми простанува да ти се заблагодарам за учеството и за тоа што ја прифати поканата да бидеш наш гостин и ви посакуваме многу успех. Наравно поканата. Поздрав уште еднаш до сите гледачи и до ИН-ТВ, до најдобрата продукција. Благодарим уште еднаш. Момчињата кои што ни доаѓаат од Радовиш ја формираат групата Медиум. Тие неодамна реализираа видеопроект во соработка со ИН продукција. Станува збор за еден свадбарски сплет, едно оро и една нивна авторска песна. Повеќе од разговорот со нив. Почитувани гледачи, денешни гости во ИН продукција се Медиум Бенд. Добре дојдовте и најпрво како се чувствувате во нашето студио? Зоран? Добро ве најдовме, се чувствуваме одлично во вашето студио, многу пријатно, весело и фала уште еднаш на поканата. Ајде најпрво да ги запознаеме нашите гледачи со вашиот бенд Медиум. Колку време постои на естрадата? Така, значи бендот е формиран некаде околу 2011 година, постои околу 7 години. Членовите Ристе вокал во бендот, јас свирам соло клавиатури, Горан бас клавиатура, Игор на тапани и Горан саксофон и кларинет, дувачки инструменти. Така, поводот за вашето гостување во ИН продукција е снимањето на видео за некои од вашите од неколку песни. Ајде нешто повеќе. Значи имаме една авторска песна, имаме уште една ќе ја промовираме во некоја наредна емисија. Сега промовираме свадбарски микс. Првата песна од Владко Мелодиновски, втората е македонска народна, значи сплет од 5 песни. Се надевам дека ќе се допадне на гледачите и ќе уживаат во свадбарскиот сплет. И така. Така, авторска и орота. И кој е насловот на песната и орота? Песната е Немој да се враќаш. Композитор на песната е Никола Ѓурѓиев, снимена во студио кај Александар Ѓорѓевиќ во Ковадарци. Песната повеќе е љубовна, значи не е весела. И тоа е. Така, ајде тука нема вашиот настап за ова ваша песна, за авторската. Драги мои, уживајте.
na tebe što pomislam. Spokoj, ti mi kradeš mila, ništo ne me raduva. Ljubav tvoja neverna, sreća ne mi daruva. Ne se vraćaj najmila, ne sakam da taguva. Nemoj da se vrakaš, zaludno je veke ne me sakaš. Srce pogledni, samo ja dovi. Nemoj da se vrakaš, ne me teraj pak da patam. Se mi izvede ti, duša ostavi. Nemoj da se vrakaš, zaludno je veke ne me sakaš. Srce pogledni, samo ja dovi. Nemoj da se vrakaš, ne me teraj pak da patam. Se mi izvede ti, duša ostavi. Ете така, драги мои, уживавме во настапот на Medium Band и песната Немој да се враќаш. Ристе, кои се вашите очекувања од ова што го сработивме денес? Вака нашите очекувања се големи во ИНТВ продукцијата, поради тоа што се гледа во цел свет. Така се надеваме дека ќе биде добро прифатено и дека нашите гледачи ќе уживаат. Им се допадне на гледачите, таа е наша авторска песна. Па вака од денешниот проект очекуваме голема гледаност од гледачите на телевизија ИНТВ, при големата гледаност широм светот. Така. Зоран, каде најчесто настапувате во моментов? Каде може публиката да ужива музика? Најчесто настапуваме на приватни веселби, повеќе по свадби и така. Се надеваме ќе имаме во скоро време и турнеи и публиката што е во странство може да не види и да не чуе, ќе не следат на Facebook. Пред да започнеме со интервјуто, ми откривте дека имавте неколку настапи во странство. Каде сте биле досега? Па били сме во Австрија, Германија, имаме сега понуди за Швейцарија. Скоро бевме и во Белград, промовиравме и тамо една наша песна. Така. Дали може би спремате и нешто друго покрај овие ваши, покрај вашата авторска песна и Јорото? Да, значи... Дали веќе подготвувате нов материјал? Да, значи веќе подготвуваме. Песната е скоро готова, уште една песна. Сега малку ќе имаме стоп со снимање, затоа што почнуваме повеќе со работа, ќе има повеќе свадби. Па некаде октомври планираме да издадеме и CD. Така. Дали веќе агендата е полна со свадби и семејни прослави? Да, значи цела година е веќе резервирана со свадби, полни сме, што се тиче за свадбите.
kalema volika prilega. Što ti se čineše nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Koga se mažeše, što ti se čineše nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Da li ti se čineše, momče, šekerče nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Da li ti se čineše, momče, šekerče nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Sve korot košula nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Za sve krvaša mi ja, za deverot čorapi nevesto, more crno oko, lidu, 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 du, crno leo vode. Babo, sakam da go vidam, sve kestora mori babo, nego vada vidam. Pušti, pušti babo, duri ima vreme, mlada ke si umra babo, ako ne me zeme. Ajde babo, majko moja stara, svadba spremaj, nevesta me bara. Ajde babo, majko moja stara, svadba spremaj, nevesta me bara.
babo, da mu bidam žena. Eden mi je v duša babo, v srce drug si nema. Pušti babo, duri ima vreme. Mlada ke si umram babo, ako ne me zeme. Ajde babo, majko moja stara, svadba spremaj, nevesta me bara. Ajde babo, majko moja stara, svadba spremaj, nevesta me bara. Rambel moj, koji ti kupi fustan tvoj. Oj devojče, rambel moj, koji ti kupi fustan tvoj. Mi go kupi, tatko tvoj, saka da mi bide svekor moj. Mi go kupi, tatko tvoj, saka da mi bide svekor moj. Oj devojče, rambel moj, koji ti kupi gerdan tvoj. Oj devojče, rambel moj, koji ti kupi gerdan tvoj. Mi go kupi, brato tvoj, saka da mi bide dever moj. Mi go kupi, brato tvoj, saka da mi bide dever moj. Dojde, svatovi mi dat, nevesta da mi dat. Jerka mi se maži, neveke moma, setotke a zeme, ke a nosi doma. A bre dobar kume, ajde nešto stori, vrle sitni pari, ke se to ti gori. A bre dobar kume, ajde nešto stori, vrle sitni pari, ke se to ti gori. Duvni momče silono, imaš zlatna gajda, ajde uštedaš, bakšiške ti da dam. Momčinja i momi, oro neka vija, rakija i vino, site neka pija. A bre dobar kume, ajde nešto stori, vrle sitni pari, ke se to ti gori. A bre dobar kume, ajde nešto stori, vrle sitni pari, ke se to ti gori. Ете така, уживавме во еден сплет на Медиум Бин. Ристе, кажавме дека настапувате и во Македонија и во странство. Дали има разлика помеѓу тие настапи и каде е повеќе прифатена македонската песна? Повака македонската музика е прифатена секаде и кај нас и во странство.
но нашите иселеници што се во странство секако повеќе копнеат за нашата македонска музика и некако е по-прифатена во странство, дефинитивно. Така. Јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор 2 за нашите гледачи. Се надевам дека овој проект ќе биде доста прифатен од јавноста и ве посакувам уште многу успеси, се разбира повторно во студиото на Импродукција. Ви благодарам и на вас за поканата и се надеваме дека овој ќе биде еден од поуспешните проекти. Ви благодарам уште еднаш. Младиот кичевчанец Михајло Даниловски неодамна снимаше видеозапис за неговата прва песна со наслов Мајка. Михајло има и уште една негова авторска песна. За музички соработник го има својот роднина Златко Миладиновски. Повеќе од разговорот со Михајло. Почитувани гледачи, особено чест и задоволство ми е да го најавам денешниот гостин тука во Импродукција, младиот и можеме да кажеме и ново лице на македонската музичка сцена, Михајло Даниловски. Добро ни дојде тука во Импродукција, Михајло. Добро најдов. Так. Поздрав до сите гледачи на ИНТВ и мило ми е што сум тука. Така, исто и нас. Поводот за твоето гостување е она што го сработи неодамна со Импродукција. Ете да кажеме вчера беше, напорно се работеше на новиот видеозапис, прв од твоја страна. Ајде, за што конкретно станува збор да откриеме на гледачите? Прв пат вака професионално соработуваме со ИНТВ. Така. Воопшто. Така. Прв пат професионално соработувам. Вчера работевме на еден проект, тоа се вика Песната Мајка, чиј автор, текст и музика сум јас. За аранжманот се погрижи Златко Миладиновски, а ИНТВ се погрижи за изгледа спотот како што ќе видите. Така, тоа ќе го видат гледачите подоцна, значи кога ќе биде готов спотот, каде се снимаше, на кои локации, предпоставувам Охридско-Струшката ривиера. Да. Така? Охрид и Струга кај на езерото, потоа нешто имаше и во природа. Така. Фино, професионално изведено. Така. Кој се знае работата? Така. Кои се твоите очекувања од овој видеозапис? Прв е за тебе, сепак секој првенче се вреднува, мислам повеќе се вложуваат напори и сили за да излезе да биде убаво за око. Поред да не бидеме преамбициозни, така. Да видиме како ќе испадне, да ја видиме гледаноста. Така. Понатака све ќе се види. Така. Па добро, ве предлагам тука да го погледнеме видеозаписот, а потоа се враќаме назад во студио со разговор. Во ред. Да. Kuća, stara majka, ne ostavajte. Ova srce za vas bije, vijeste mi se. Ako ojte mojo srce, će mi prestane. Sega nije samir sme, majko samir sme. Sega nije žali stara, da ne pregrne. Nema nikoj sol za majko, da ni izbriše. Nazad, majko stara, će se svrtime. Nema ništo, majko stara, prazno nije se. Džabe kući, džabe pari, džabe nije se. Koga tvoj te oči
и наполнивме. Сега ние сами сме, майко, сами сме. Сега ние жалиме за годините. Нема никой, майко стара, да не прегне. Нема никой сон за майко да ни избрише. Ние жалиме за годините. Нема никой, майко стара, да не прегне. Нема никой сон за майко да ни избрише. Нема никой, майко стара, да не прегне. За майко да ни избрише. Прекрасен видеозапис, морам да констатирам. Ајде малце повеќе да те запознае публиката. Ни доаѓаш од Кичево, колку време се бавиш со музика, колку време екзистираш на македонската музичка сцена? Со музика целиот свој живот го поминуваме со музика, само професионално, релативно брзо. Така. Се занимаваме со чие слушните и претходната песна, имам нешто сработено. Така. Ме убаво. Од ноември прошлата година почнавме малку поинтензивно да работиме. Па како ќе биде понатака, ќе видиме, здраве Боже, од песните и од промоции. Така, има ли место за нови музички имиња во македонската естрада? Со оглед на тоа што еве кажуваш од ноември минатата година си веќе поинтензивно во музичките води, има ли место еве конкретно и за тебе? Музичката естрада во Македонија имаме богата традиција на музика. Так. Можеме да се бавиме со музика. Мал проблем гледам во српската музика што е во прави голем влез во македонската естрада. Другото све во ред ќе биде, иначе има место. Ја мислам дека има место. Така. Кажав, напоменав, ни доаѓаш од Кичево. Во блиски и роднински односи сте со Владко Миладиновски. Златко го спомена како аранжер на песната. Колку можеш да добиеш поддршка од нив со оглед на тоа што веќе тие се реномирани музички имиња на македонската сцена? Како дали имате соработка на некој начин со нив? Голема рода сме ние. Така. Фамилија сме, да. Добри се, феноменално. Работат феноменално македонска музика, можеме да одиме само по нивните стапки. Така. Само да ги следиме, можеме. Така. Здравје Боже. Така, сигурно ќе продолжи соработката со нив? Обавесно. Така. Да, со Златко ќе соработувам, Така. Што во поглед на стапите, еве каде се може да те види публиката, каде настапуваш? Најчесто настапуваме сега, како што нели кажав колку брзо се занимавам со музика, најчесто по приватни забави. Така. Свадби, приватни забави, кафанчињата што се така по фини. Тука негде, а сега ќе видиме, здравје Боже. Затоа работиме на промоција, работиме на нова музика, нови песни. Така. И во очекување можеби понуда надвор од нашата земја за настап. Да сме здрави и живи, да. Така, да не го исклучуваме и тоа, сепак. Така. Предлагам да погледнеме песната која што ќе ни ја отпееш тука. Моме убава? Моме убава, тоа песната, таа е малку постара. Исто така Златко се погрижи за аранжманот, авторот и музиката се моја. Одлично, да ја слушнеме. Едно моме убаво
porteno Majka ja krije ne dava da izlezi na porteno Mome ubavo izlezi na porteno Ušted naše da te pogledam da umram ić da ne žala Izlažija mome majka ti slezi dolu do porti Tvoj talika mome ubava za mene tak sada Tvoj talika mome ubava za mene tak sada Одлично, продолжуваме понатака со разговорот. Значи, Михајло, покрај твоите самостојни настапи, дали соработуваш со некои музичари, музички групи, можеби? Да, соработуваме со групата Бели Мугри од Кичева, чиј нејзин дел сум и јас. Така. Соработуваме на приватните забави, сме заедно, ми помагаат и во компонирањето на песниве, се тука со мене. Так. Еве и на спотот ќе се појават. Да. Саша е тука. Одлично. Сега и на Моме убаво ќе ги видите на промотивно. Така. Да. Така, на некој начин добра и плодна соработка остварувате. соработка. Така. Што во поглед на фестивалите, ве ги има бројни низ нашава земја, дали си размислувал да настапиш на некој фестивал, за повеќе да те запознае можеби публиката? Фестивали треба да има повеќе фестивали, гледаме дека не се многу ги нема многу бројност. За оваа песна имавме план некој да биде на фестивал, но гледајќи каква е ситуацијата моментално, се одлучивме за НТВ и мислам дека тука најдобро ќе се промовираме со новава песна и исто со Така. спорт. Она што е убаво и позитивно за истакнување е со оглед на се поголемиот број на препејување на песните на младите пеачи, ти излегуваш за прв пат со своја песна. Зошто? Препеувањето, некако не ми оди тоа препеувањето. Так. Во ред сега, ние македонска музика може да се прават било ковери, било препеувања на народната музика, Так, што е коренот на македонската народна песна, но некако мислам дека се пронајдов овде како автор, како музика. Да пробаме прво со наше, па ќе видиме понатака што. Така, подобро е да те запознае пооригинално, публиката. Михајло, ми останува да ти се заблагодарам за учеството за тука во Импродукција, што ни беше наш денешен гостин и да ти посакаме многу успехи понатака.
фала ви и вас, фала ви што ми излеговте во пресред, што ми сработивте. Така. Спотот и промоцијата. Фала ви. Секако за секаква соработка ние сме тука. Това ви благодарам. Благодарим. Со повеќето музички разговори кои што ги проследивте, како и прекрасните музички numeri низ разговорите, верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај на оваа наша сцена, доколку е тоа така повторна средба за точно 7 дена на истото место и истата ваша фреквенција. Благодарност до бутиците ми Сара од Струга кои што се погрижија за мојот денешен изглед. Благодарност и до вас за вниманието со кое што не следевте. Довидување.